Вести на Канал 8, добро дојдовте. Советот на општина Кочани ја одржа редовната 49-та седница, на која меѓу другото се разгледуваше и нацрт буџетот за 2021 година. Според информациите од секторот за финансии во локалната самоуправа, ќе се искористи законската можност за зголемување на буџетските средства за максималните 30%. Според важечките законски одредби, општините можат да ги зголемуваат буџетските ставки за наредната година за максимални 30%, а од локалната самоуправа на Кочани планираат таа можност целосно да се искористи. Средства за зголемување на буџетот има, така што порастот за догодина ќе биде во рамки на законот. Ова меѓу другото беше речено на расправата по нацрт буџетот на општина Кочани за 2021 година, што се одржа во рамки на редовната 49-та седница на општинскиот совет. При тоа образложение за планскиот финансиски документ за догодина беше даден од секторот за финансии. Максималниот износ на основен буџет на општина Кочани зголемен за 30% изнесува 168 милиони 891 илјада, кога на ова ќе го додадеме износот од данокот на додадена вредност кој не влегува во сопствените приходи и кога ќе ги додадеме средствата од Агенција за финанска поддршка во земјоделието и рурален развој, од кои имаме побарувања од 23 милиони 419 илјади денари, доаѓаме до износ од 233 милиони 159 илјади денари. На овој износ, како пренесен вишок, во овој момент е таква состојбата и тие може да бидат префрлени како пренесен вишок средства од декада на ромите во износ од 16 милиони денари, кои се наменети за изградба на бараки и за бетонирање на улици од околу 7 милиони и 700 илјади денари. И очекуваме до крајот на годината за кружните текови да добиеме од Министерство за транспорт и врски 6 милиони денари и овие средства ќе бидат пренесени како пренесен вишок, односно салдо за буџетот 2021 година. Кога овие средства сите ги собереме, доаѓаме до буџет од основен буџет од 262 милиони 834 илјади денари. Според Рашков, разликата од 49,5 милиони денари е потребното салдо што на крајот на оваа година општината треба да го има. Тоа е реално, бидејќи локалната самоуправа е во постапка на отуѓување на градежно земјиште за парцели наменети за фотоволтаици. Очекуваната сума од оваа продажба е поголема од 50 милиони денари. Ако постапката не се заврши до крајот на годината, тогаш во јануари со ребаланс на буџетот ќе се направи ова зголемување. Според постигнатиот договор меѓу советниците, се очекува на планираната последна седница за оваа година, што ќе се одржи на 30 декември, да се расправа уште еднаш за буџетот за 2021 година. До тогаш ќе биде познат остварениот износ на приходи, пошто буџетот треба да биде и усвоен. Распишан е тендерот за промена на водоводната мрежа на 5 улици во општина Виница. Предвидените средства за оваа намена се во износ од 3 милиони 400 илјади денари. Општина Виница распиша тендер за промена на водоводната мрежа на улиците Плачковички одред, Раде Кончар, Кочо Рацин, Пролетерска и Ѓорче Петров. Предвидените средства за оваа намена се во износ од 3 милиони 400 илјади денари без ДДВ, обезбедени од буџетот на општина Виница. Со изградбата на овој проект се заменуваат старите азбестни цевки со нови полиетиленски и со овој опфат ќе бидат заменети 98% од водоводната мрежа во градот Виница. Општината Виница продолжува и со поплочување на бекатон плочки. Моментално се работи на улица Македонска во должина од 280 метри за олеснато движење на граѓаните во Виница. Во овој опфат се поставуваат и канделабри за ново улично осветлување, како и одводни канали со цел да се спречи поплавување на дворовите и куќите. Продолжува и изградбата на повеќе пристапни патеки, мали сокаци, нови паркинг решенија во сообраќајот за подобра и поурбана средина во градот и населените места во општина Виница.
Еден починат, 23 ново заразени и 14 оздравени пациенти се регистрирани во последното деноноќие во Кочани. Бројот на активни случаи изнесува 259. 23 ново заболени со COVID-19, 14 оздравени пациенти и еден починат на 68 годишна возраст се регистрирани во последното деноноќие во Кочани, информира Министерството за здравство. Бројот на активни случаи позитивни на COVID-19 во Кочани изнесува 259. Во општина Виница, во последните 24 часа регистриран е еден ново заразен и еден починат пациент на 77 годишна возраст. Овде бројот на активни случаи е 120. Инаку на ниво на држава од направените 2902 тестирања, регистрирани се 881 нови случаи на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 74.732. Бројката на оздравени пациенти е 50.852, на починати 2.169, а бројот на активни случаи изнесува 21.711. Стартуваше проектот за промена на осветлувањето во спортската сала на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Очекувањата се дека трошоците за електрична енергија ќе се намалат за половина од досегашните. Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани започна активност за промена на осветлувањето во спортската сала во училиштето. Досегашното осветлување, кое е старо повеќе од 20 години, не само што е нефункционално, туку правеше и големи трошоци за електрична енергија. Со промената се очекува голема заштеда на енергија, а активноста се реализира со сопствени средства од училиштето. Со ова ново осветлување кое што во моментов се поставува во спортската сала на Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, ќе добиеме многу поубаво, многу поекономично и многу полесно за одражување осветление, а во ист момент и сметките за електрична енергија очекуваме да се намалат за 50% од сегашната сметка. Заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, училиштето работи на проект за хортикултурно уредување на училишниот двор, при што засадени се околу 120 зимзелени дрвца покрај оградата на училиштето. Ученици од средното училиште Лјупчо Сантов учествуваа во надпреварот "Имам став", што се одржа во собранието на Републиката. Дискутираат за одреден политички или општествен проблем и за истиот треба да понудат решение. Ученици од гимназијата Лјупчо Сантов учествуваа во надпреварот "Имам став", кој се одржа во собранието на Република Македонија. Представува симулација на процесот на разгледување предлог закон во рамките на собранието. Учениците дискутираат за одреден политички или општествен проблем и за истиот треба да понудат решенија, кои треба да го одбранат пред останатите ученици и пратениците во собранието кои се во комисијата за оценување. Во собранието тие присуствуваат на симулација на пленарна седница, при што учениците расправаат и одлучуваат во однос на понудените решенија за секоја од избраните теми. Учениците од гимназијата работеа и обработуваат 3 теми. Првата, зошто учениците постигнуваат ниски резултати на меѓународните тестирања. Втора тема, кои се главните причини за аерозагадувањето. И како трета тема дискутираа и даваа предлози за решение на проблемот со кучињата скитници. Овој надпревар започна со тоа што имавме прилика виртуелно да ја посетиме зградата на парламентот, со што ги видовме нејзините убавини, како пратениците работат таму, се најдовме за момент во нивните чевли и тоа како тие ги донесуваат своите одлуки, како тие ги извршуваат своите должности и ги донесуваат одлуките за целата наша држава. Учесници на овој надпревар беа 18 ученици од нашето училиште, со тоа што имавме и ментори кои не подготвија за овој надпревар. Менторите беа Александар Михајлов, Елена Трифуновиќ и Јасминка Георгиевска, со тоа што тие ни беа нашата најголема поддршка, како и дефектологот Катерина Димитрова. Надпреварот се одржуваше така што бевме поделени во 3 групи, секоја од групите добиваше свој проблем на кој треба да го реши и да ги искажеме нашите ставови, мислења и аргументи со што проблемот ќе
биде решен фактички од наша страна. На крајот го изгласавме решението, така што надпреварот помина одлично. Исто, освен нашето училиште, учествуваа и училишта од Скопје, Битола и Велес и се надеваме на победа. По завршување на учеството на сите групи, односно наредната недела, учениците очекуваат солидни резултати и нивниот став и решение за одреден проблем да биде прифатен и високо оценет. Кочанските титовисти ги отфрлаат тврдењата на бугарските државни представници дека поранешниот југословенски претседател Тито бил диктатор и се спротивставувал на неговото спроведување со Хитлер. При тоа бараат извинување од бугарската министерка Захариева за искажаните нејзини ставови, оценувајќи ги како навреда за граѓаните на нашата држава и поширокиот балкански простор. Членовите на граѓанското здружение Јосип Броз Тито од Кочани бараат извинување од бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева за нејзините ставови дека поранешниот југословенски претседател Тито бил диктатор и за неговото споредување со Хитлер. Тие сметаат дека бугарскиот државен врв води негативна кампања против македонскиот народ и против останатите етнички заедници во нашата земја, при што јавно изнесуваат лажни тврдења и дезинформации. Таа вели дека Тито бил диктатор, па дека за негово време загинале 1.700.000 жртви во Југославија и така натаму, работи кои што очито министерката бугарска ги има побркано, бидејќи тачно е дека 1.700.000 загинаа, ама загинаа за време на војната во Југославија, кога Југославија крвареше и се бореше против нацистичкиот окупатор, германците, италијанците и бугарите, кои што беа тука, беа слуги на германскиот рајх, на Хитлер и палеа и жареа низ Македонија, за што има и споменици кај што се подигнати за нивните жртви што ги имат направено и нанесено на македонскиот народ. Како пример, да речеме еклатантен, ќе го спомнам споменикот на младинците стрелани во Ваташа. Па кој ги стрела нив? Што ќе кажеме, што ќе пишуваме, дека ги стрелаа шпанците? Не се шпанците, бугарскиот фашистички окупатор. Тоа е нормално. И има се уште живи луѓе кои што ги памнат тие нивни зверства што ги имат направено на територијата на Југославија и на територијата на Македонија, посебно бидејќи тука беа, да речеме, како најглавни окупатори. Кочанските титовисти сметаат дека изнесувањето лажни тврдења не оди во прилог на развивањето од добрососедски односи и на долг рок нанесува непоправлива штета за соработката на државите на овие простори. Ова не е само навреда за мене лично и за Сдружението на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани, туку ова е навреда за најмалку 22 милиони жители на Југославија кои ни дават безрезервна поддршка за Македонија да истрае во ова небитие што го трпиме од страна на бугарската министерка, не само од бугарската министерка, туку од целиот раководен врв на Бугарија. Знаеме кој бил Тито, другарот Тито за нас. Пред се, тука најаѓа малку вина и кај нас, македонците, бидејќи по распада на Југославија гледавме што поскоро да се отарасаме од тоа што беше убаво пред се од Титовите слики, за што сам и благодарен, бидејќи се тоа јас го имам собрано. Членовите на Кочанското здружение му порачаа на бугарското државно раководство дека треба да ја цени улогата на Јосип Броз Тито, затоа што пред крајот на Втората светска војна тој помогнал при државниот преврат во Бугарија да се смени страната што тие ја поддржувале и од фашисти да станат социјалисти.
Почитувани, тука ја извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.